И здраво мои претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници и добро дојдовте во денешното видео. Денеска ќе биде поразлично видео, бидејќи ќе зборам за една сериозна тема која што никога до сега никогаш не зборам на YouTube. Се надам дека и вие знаете околу ова, ама не знаете баш точно што како се случуваше. Затоа сега ќе го објаснам тоа. Сакам најпрво да кажам, односно да се заблагодарам за 11.000 субскрајбери. Вистина сте предобри и фала ви за оваа поддршка што ме давате цело време. И така може да започнеме. Сега може би ме гледате супер, може имам некои лузни, но тоа е бидејќи ја ме мрзи да се мачкам. Колку знаете, колку ме пратите одамна, јас имав еден проблем со лицето, односно со бубулиците и црнки и се уедно не знам ни како да го наречам тоа, бидејќи не сум стручен толку за тоа. Сакам да позборам за тој период како го поминав јас, можеби некои има што го поминува тој период, затоа сакам да ве охрабрам околу тоа. Пред околу година или две почна да се развивам, така да кажем, и почна бубулици или црнки кои што на почетокот не беа толку страшни, но потоа почна се повеќе и повеќе размножува, да кажам. Тоа не беше само на моето лице, на почетокот беше само на челото или не знам, на брадата или не знам на лицето. Значи тие почна на вратот. Најпрво тоа не беше толку страшно, се мачкав со некои креми кои што ми беа дома или не знам, некој што слушав од комши едно друго. И навистина не беше толку онака страшна ситуацијата, но наеднаш почна премногу да имам бубулици. И започнав да одам на лекар. Односно, започнав да одам во државната клиника Јане Сандански, каде што буквално немаше никаков напредок. Едноставно луѓето на мене експериментира, бидејќи тоа е сепак државно, нив не ги интересира баш за твоето лице, него они како и да е платата треба да ја земат. Тие не зависат од тебе, така да. Пробавме разни методи, пробавме креми, не знам што тие таму. Напитоци, не напитоци, него што се ставаат на лице, некој не ми помогна, едноставно не ми помогна. Докторката секоја контрола измислуваше некоја нова крема, нешто сосема трето, а уствари проблемот бил од внатре, бидејќи ја премногу јака крв. Така да ние се одлучивме да отидеме на приватен лекар и тој навистина ни помогна. Тој ми препиша некои апчиња кои навистина делува малку чудно да ги конзумирав, бидејќи тие апчиња не се препорачуваат на бремени жени или на не знам на девојчиња што се, не знам, не разбрав баш точно, бидејќи стварно ќе ви кажам, не сум стручен за ова, но почнав да ги пијам апчињата, беа 2 пати на ден, така нешто, навистина ми беа грозни, беа големи, ама морав поради тоа што бев осудуван од другите деца кои што кружеле околу мене. Не знам дали сте приметили во претходните видеа како ми беше испукан устата, како суво ми беше лицето, се мачкав со креми за да не ми биде суво лицето. Морав да припазам на храната, например да не јадам мајонези, не знам, благо, едно друго, што тоа е нормално. И не знам, неколку месеци го правев тоа и навистина ми помогна, почна да се повлекуваат и ова го кажав само на кратко, колку да знаете како од прилика изгледаше мојата терапија за бубулиците. Значи ова беше најлесното што се вика. Најтешкото е да го поминете сето тоа, тој период. Тоа што зборат луѓето на страна, тоа што гледаат со други очи, што не сте баш прифатени така да кажам од природата или од општеството, да не, општеството што би рекол премиер.
успев да ги истрпам сите тие работи. Ако сте приметиле во претходните видеа, во видеата што ги имам ставано порано, капулјачата ја носе вака и сам ставав секогаш капа на мене, пошто ми беше срам да не ми ги гледате бубулици што ми беа на врат. Бидејќи имаше разни коментари, бидејќи секој човек не може да гледа такви работи или не знам како да кажам сега, до негде ги разбрам и до негде не е хумано за да прават такви реакции, бидејќи ми се има случајно, не знам, за некои нови луѓе што сум се запознал како „Ој брат, што ти е тоа?“ Наистина не е убаво, до негде ги разбирам, а сепак мислам дека и мене некои работи има во животот што не ми се допаѓаат, но јас преќутувам, бидејќи не е вкусно, мислам. Нема веќе. Тој период кога почна бубулиците, тогаш имав девојка и тоа беше така како да кажам, малце и секогаш кога сум бил надвор со неја, и среќа беше тоа беше зимо, се сеќавам, и секогаш капата ја носев вака, за да не ме види, зашто стварно ми беше глупо, ми беше гајле да сите, ама сепак ми беше пред нејзе глупо да ме види во такво издание. И таа секогаш ми викаше тргни ја капата, или она само ми ја тргаше и јас се нервирав и пак се ја ставав капата. Кога бевме кај лекарот кој што, докторот уствари, специјалист како и да е, што ми помогна, тој ни каже дека имало некој дете од Косово кое што имало така премногу бубулици или било таква фаза каде што се затварал дома и не сакало со никого ни да комуницира, ни да... И до негде го разбирам, среќа што јас не сум таков тип, јас сум човек што не се замара со другите, добро, не се замара толку со другите. И ете како што можете да видите, јас на тие не се срамев во тоа време да почнам со YouTube, да ме гледат луѓето јавно со таква деформација. Глупо ми мене вако пред камера што зборам ново, но морам да ги охрабрам некои генерации што одат или некои што веќе го доживуваат тоа што го доживеав јас. Се надевам дека се ќе биде во ред. Не знам што да кажам. Ово видео планирав да го правам на 1200 субскрајбери, не знам зашто така ми беше во главата. Мислев дека ќе имам поголема публика и ќе можат повеќето да ме слушнат, но ја испадна на 11.000, што е наистина одлично. Дори имав бубулици, навистина тоа беше на деформација и навистина ваков не сакав да излагам од дома и навистина имав големи исмејувања ради ова и мислев дека... Но ете, ја не сум крив поради генетиката и природата. И не знам, навистина не е убаво да се омаловажуваат децата. Исто така сакам да кажам дека многу е битна поддршката од вашите пријатели, не знам, другари, за да успеете сето ова да го надминете. Не ги осудувате луѓето по тоа како изгледаат, туку какви се од внатре, како им е срцето. На приватен лекар навистина е премногу скапо и не може секој да се допушти. Но, и ако може некој, сепак се работи, мислам дека за здравје. Тоа би било тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна, ако е така ставете лайк. Стиснете subscribe за, не знам, за повеќе видео. И тоа било тоа.